Модата од 90-тите ми е една од омилените периоди. Имав можност и да ги живеам додека бев тинејџер, а овие реминисценции кои сега ни се случуваат уште повеќе ми се допаѓаат. Bodyline ми испратија прекрасен подарок, балон блузон кој многу ми се допаѓа и ме инспирираше денеска да ви подготвам цела емисија врзана со мојот блузон. Ќе ви подготвам балон пиши. Балон пишиите, во суштина може би да се наречат и балон лепчиња. Јас ќе ги нарачам пиши, бидејќи ќе ги правам по рецептот на пишиите, а по техниката за балон лепче. Потоа ќе направам една прекрасна лимон торта која одговара со мојот аутфит денеска. За да ги подготвиме балон пишиите, ви се потребни неколку едноставни состојки. Имате брашно, околу 250 грама, имате кисело млеко, едно јајце и сода. Најпрвин ќе го ставиме киселото млеко. Ќе ми треба маталка, бидејќи сакам убаво да го соединам јајцето со киселото млеко, односно малку да му дадам можност на јајцето да се подигне, да ги направи уште посунгирасти пишиите. Ќе ги изматиме убаво, за да ги соединиме. И да направиме убав крем. Така, не зборувам затоа што сигурно не ме слушате од целиот звук. Внатре ќе додадам половина лажичка сода. Сода имаат витаминка во нивната програма, а јас ги имам овие убави лажички на карес кои ќе ми овозможат да измерам точна мерка. Значи половина лажичка. Ќе ја ставам во киселото млеко и во јајцето. Содата, за разлика од пецивото, има посолен вкус, значи внимавајте кога ја употребувате, но за разлика од пецивото, кое во допир со топлината полека расте, содата има една карактеристика брзо да порасне. Затоа ни е потребна во балон пишиите, бидејќи кога ги ставиме на топлата сува тава, таа наеднаш ќе ја порасне целата пишија и ќе направи буквално балон. Се надевам успешен. Не секогаш ми успеале да ги направам. Обично ги правам со млеко. Денеска решив да ги направам со кисело млеко, затоа што сакам да го имаат, сакам да ги наполнам дополнително внатре и да бидат цел оброк. Повторно ќе размешам и ве гледате веќе содата во допир со киселото млеко почна да пени дополнително, а тоа е поради тоа што киселото млеко има внатре дополнителна киселина, а содата во допир со киселината апсолутно создава пена. Не знам дали знаете, но за да ги одржувате вашите одводи секогаш чисти, слободно користете сода со оцет, ставете неколку лажици сода, оставете малку да постои, одозгора ставете бел алкохолен оцет и одводите во вашите кујни, ќе бидат секогаш чисти. Значи содата има повеќе намени, има навистина многу убави својства, може да ја користите и за нега на лице, може да ја користите. Јас често знам да направам и пилинг на кожата од шекер, сода, сето тоа измешано, но тоа некогаш друг пат ќе разговараме. И во мокрите состојки ќе го ставиме брашното. Ќе го ставам целосно, малку ќе го промешам со лажица, за да ми се соедине. И ако ми фали, ќе додадам уште малку, мислам дека ќе ми фали, бидејќи јајцето беше малце поголемо. Така. Убаво. Засукајте ги ракавите, бидејќи ќе го месиме тестото. Тестото му треба малце подолго месење. Ќе му дадете 5 до 7 минути, во ќе се испотите, убаво ќе истрошите енергија, заради тоа што треба да направите комплетно мазно тесто. Бидејќи внатре не ставивме квасец, тестото не стасува. Но, она што е важно и што мора да го знаете е дека тестото мора да одмара. Значи, 15, прво го месите 5 до 7 минути, 15 минути треба да го одморите покриено со крпа. Потоа го делите на топчиња, ги размесувате топчињата и уште 15 минути ги одмарате. Многу е важен процесот, бидејќи тој процес на содата и дава простор дополнително да се активира подейство на киселината од киселото млеко и да имате буквално подигнати балони од векните кои ќе ги направите. Ќе го прифрлам на плотната, прво ќе ја набрашнам.
И ќе почнам да го месам. Не очекувајте тесто кое лесно се меси како кога би употребиле квасец, заради тоа што ова е малку по тврдо тесто, но јас ќе го месам, баба ми вика, на меко. Тоа значи дека малку повеќе ќе се ушљакам додека го месам и постепено ќе му додавам брашно, односно од страните ќе внесувам брашно навнатре додека не ја добијам потребната текстура. Значи ви треба сигурно уште половина чашка повеќе од она брашно кое го ставивте на почетокот, бидејќи постепено треба да му го додавате. Гледате, меко е, штом се лепи на прстите, се уште е меко, но како ќе го работите 5 минути, тоа се подобро и подобро ќе станува. Ете така. И сега малце ќе закитам, затоа што ми треба воздух за да го направам целиот овој процес и да ги истурам сите емоции во тестото. Овој пат ќе бидат среќни, зашто се уште сум под импресии на празници, на семејни моменти, кои на почетокот малце ми беше тешко затоа што не затворија, баш ми беше комплицирано и не знаев како тоа ќе изгледа, но она што барем во 2020 ќе бидам благодарна е што никако најдов подобра конекција со децата. Имавме многу повеќе време за себе. Сите оние активности кои ги имаме преку годината во нормални услови, нели? Годинава замреа, па така јас не живеам во кола. И се повеќе време имам да им посветам на децата. Ако претходно беше борба кога да се подготви ручек, бидејќи сум на работа до 5:30, децата се по активности, сега ја имам можноста да си подготвам ручек, доручек, да си скомуницираме што сакаме за вечера, да порачаме во меѓувреме од пакет МК што да ни стигне на врата, бидејќи сакаме да бидеме безбедни, да ги ограничиме, времето поминато во маркетите. Дополнително, морам да ви кажам дека во текот на неделата, пред да ги снимаме емисиите, имам можност да тестирам рецепти. Тестирањето рецепти секогаш е многу среќно дочекано од сите околу мене, затоа што имаат можност да ги дегустираат рецептите. Витаминка ми испраќаат производи кои сакаат да бидат пробани и употребени во емисијата. Имаат палета која апсолутно ќе ве воодушеви, сладка палета, солена палета. Мислам дека веќе ви имам покажано голем дел од нивните производи. Така да, сепак имаме нешто да бидеме благодарни во оваа 2020 година. Само помалку на брашната и многу нежно додавајте брашно додека не направите една топка. Топката е готова. Ќе видите кога целата структура е мазна, комплетно и ќе оставиме да одмори 15 минути. Тестото е готово. Гледате дека малку ја има зголемено својата димензија. Ќе го направам малку долгнавесто. Ја оставив на брашната површината, бидејќи ми треба да не ми се залепи. Ви кажав дека е баш меко, не знам дали може да забележите. На меко е смесено и ќе направам 6 топчиња. Повторно ќе ги размесам и ќе ги оставам да одморат повторно 15 минути. Секогаш месејќи навнатре и полнејќи го тестото со воздух. Ева вака. Совршени топчиња. Овие балон пиши се многу интересни и симпатични, бидејќи многу е интересен процесот како се создаваат. Ќе видите колку брзо нараснуваат, а се печат без масло и без никакво подмачкување на тавата, но на крајот
Секогаш додека се врели, со една четка земете малку сончогледово масло. Не ставам путер, јас во случајов бидејќи ќе ставам внатре полнење. Секогаш ставете убаво врело масло и премачкајте ги одозгора врело масло, врела пишија и тие ќе го мекнат само првиот слој, оној кој е запечен од тавата. Ќе имате баш совршени. Ова е прекрасен доручек или вечера. Не можам да кажам дека е од наједноставните рецепти, можеби состојките се едноставни, бидејќи има само 3-4 состојки, но подготовката бара малку повеќе внимание, таа е клучна за да ви пораснат балон пишиите или балон лепчиња, како сакате. Сам дека Босна се многу познати по балон лебот. Го прават како што се прави нашето охридско ѓомлезе. Знаете, таа големата тава која е одоздола топла и одозгора се става во нашиот случај смеса за палачинки, слична на онаа за палачинки, а во овој случај се става убава тенка измесена пишија. Ајде така. И ќе ги одморам уште 15 минути. Одмара 15 минути. И последниот процес, она што треба да го направите, е да го направиме филот. Јас имам тука една чинија, имам малку една шолја наренден кашкавал, мешан, мислам дека е. Може да употребите ако сакате и пармезан, моцарела, апсолутно се што може да нарендате, значи внимателно да нарендате. Имам мешано сирење, ќе го изгмечам малку, односно ќе извадам парченца. Многу добра комбинација би било ако потребите и фета сирење. Фета сирењето убаво ќе се разлее, односно при допир со топлината ќе направи еден вид на намаз. Јас денеска мешано избрав да ставам, бидејќи сакам да направам малку по цврст фил внатре. Само да го иситнам, убаво иситнете го или изрендајте го. И ставете, мислам дека ова е половина калап, тоа би било околу 150 на грама. Нема да ставам сол, заради тоа што кашкавалот и сирењето се доволно солени. Натре ви фали уште една јајце, за да ја врзе целата смеса. Ке се обидам со вилушка, се убаво да измешам. Не очекувате некој фил кој би бил мазен. Она што би ве советувала да не употребувате павлака. Бидејќи павлаката во себе содржи млечна матка, не е толку густа како сирењето и кашкавалот и може да ви го разлигави тестото, односно да му го спречи процесот на подигнување. Така да употребете фета сирење, било какво сирење кое знаете дека има поконцентрирана млечна маст. Само да го соединам со јајцето. И начинот на кој ќе ги направиме овие топчиња, го земате едното топче. И Бони сака да учествува, да раскаже нешто. Не знам дали ја слушате во позадина. Направете малку растегната пишија со раце. Набрашнете ја површината. Ставете малку, една лажица. Убаво затворете го, навистина убаво, да не излезе апсолутно ниту еден дел. Ајде така. Повторно растегнете го. Набрашнете ја површината, набрашнете одозгора и убаво расукајте. Во меѓувреме ќе си ја стоплам тавата. Расукајте најтенко што можете, колку што ви дозволува полнењето кое го ставивте внатре. Баш убаво и тенко тесто. Ајде така. Баш тенко и како, не знам, може би палачинка, може би тортилја, таа е дебелината на расуканата пишија,
убаво почекајте да се згрее тавата и ставете на сува тава. И наблюдувајте што се случува. Ќе порасне буквално како цел балон. Додека ја почекаме првата пишија да се подигне, можеби првата нема толку да ви се дигне заради тоа што не беше доволно топла тавата, ќе продолжам со правење на останатите. Да ја повториме уште еднаш постапката. Значи, малку ќе развлечете од топчето. Ве охрабрувам да го почитувате начинот на подготовка, односно да го одмарате тестото. На тој начин ќе му дадете поголема шанса да се спојат сите состојки. Ставаме од филот, една лажица, убаво затворете. Не знам дали може да забележите како расте. Сам дека кога ќе свртим уште повеќе ќе порасне, ќе добија од топлината и расукајте ја. Многу се забавни овие рецепти каде што баш од ништо, од неколку само состојки, на крајот добивате, не знам дали може да забележите, погледнете како ма ќе ја подигне, можеби ќе уништам, гледате како се полни внатре со воздух, и уште повеќе ќе се дигне веќе. Целосно вака полни содата внатре и дава потисак. Ќе почекаме да се заврши првата. А втората ќе биде веќе поуспешна, затоа што сме сигурни дека тавата е топла. И одиме со втората. Топла тава. И ќе почекаме да нарасне. Не знам дали може да забележите како душа се меки, апсолутно мека внатрешност, исполнета со убаво сирењаст фил и крцкава надворешност. Потоа ќе згрееме малку масло. Можам тоа да го направам додека ја чекам втората. Ќе ставам брилијант сончогледово на другата рингла. За среќа, горење не опреми со многу апарати, па имаме избор. Ќе го зовријам маслото и со врело масло ќе ја примачкам балон пишијата. Еве гледате? Дали не знам може да се види меурот кој е формиран, баш е меурасто. И ќе продолжиме со останатата таман додека се загрее тавата. Баш треба да биде врела тавата за веднаш да ја потисне содата. Многу сакам едноставни рецепти. Многу сакам едноставни рецепти што може да се направат баш во еден здив, а се многу вкусни. Посебно вакви месеници ми се апсолутно фаворити. Додека се прави шијата, може да ја направам и другата. Целата се издува. Значи, навистина ви треба загреана тава за сета постапка да ви биде успешна, не дека нема да бидат вкусни, да не направат балон, апсолутно ќе бидат. Самото тесто е меко и убаво направено. И последната, 6 ви се доволно, мислам да нахраните едно семејство, бидејќи се внатре полни. А следно што ќе ви подготвам, ќе биде нежна, убава и мојата омилена лимон торта.
крајот премачкајте ги со врело масло. Следна е омилената торта на мојот Марио, односно лимон тортата. Мислам дека имам апсолутна нарачка дека целата морам да му ја зачувам, заради тоа што еден од неговите омилени рецепти покрај тоа што го сака и лимон тартот, ќе го направим во некоја од следните емисии, а денеска ќе одиме со сунгерестата лимон торта. За да ја подготвите тортата, ќе ни треба 2 сада, каде што ќе ги изматиме состојките, односно јајцата ќе ги изматиме посебно белките, за да добиеме дополнителна сунгереста структура, а во другата чинија прво ќе го соединиме путерот со шеќерот, потоа се заедно ќе измешаме и ќе добиеме едно прекрасно искуство. 2 јајца, само белките, жолчките зачувајте ги. Не може емисија без Бони, апсолутно мора да ја слушнете. Чува, никој не напаѓа, но тоа е незината должност. Две белки, ќе ги зачуваме жолчките и ќе ги изматиме додека не добиеме убав снег. Снегот од билки ни е готов. Ова ми единствениот начин на кој проверувам. Само превртете го, доколку остане на чинијата, значи е доволно се изматени. Следно што ќе изматиме ќе биде половина путер, секако несолен, ќе го ставам со помош на лажица за да направам помали парченца кои ќе ги спојам најпрвин со шеќерот, потоа внатре ќе ги додадам жолчките и се малку по малку ќе соединам. Внатре ставаме шеќер и матиме повторно 2 до 3 минути, односно додека не се соединат двете состојки. Ќе ги додадам најпрвин жолчките. Само нежно. Следно ќе додадам кондензирано млеко. Имам една шолја. Кондензираното млеко ви е потребно заради тоа што на лимон тортата ќе даде една дополнителна благост. Кондензираното млеко е во суштина концентрирано и дополнително ќе има леплива текстура. Не знам дали е тоа правиот израз, ама само благо ќе го промешаме да се соедини. Гледнете. Само да се соединат, додаваме пecivo и екстракт од ванила. Повторно благо промешување. Следно ќе додадам една чаша брашно. Ќе пробам со лажица да измешам за да не го преработам брашното, односно само благо да ги соединам состојките. И на крај ќе ги додадам белките, кората од лимон и сокот од лимон.
Бидејќи ова е лимон торта, ќе додадам кора од лимон, рендена карес и на ситниот дел. Не знам дали ви кажав дека утрово кога ја направив целата нарачка од пакет МК, за да можеме да ја снимиме целата емисија, се изненадив што имаат еден куп нови производи, нови секции кои можете да ги најдете на нивната веб страница, само неколку клика може да бидат во вашиот дом, редовно ја збогатуваат својата програма. И по мене се еден од најефикасните онлайн сервиси кои се во моментов достапни на пазарот. Навистина ми даваат едно чувство на безбедност, бидејќи од почеток на кризата ги користам редовно за снимање на емисиите, но и приватно, бидејќи ми даваат една доза на сигурност. Сето тоа трчање по маркети ми е едноставно сведено на неколку кликови. Ќе ставам сок од 3 лимони. Исечете еден дел и убаво вакуумирајте алатката од карес и ставете го лимоновиот сок. Ставете сок од 3 лимони, убаво измешајте таа прекраснотија и свежина во целата смеса. И на крај ќе ги додадеме белките и нежно ќе ги соединиме со целата смеса. Малку по малку. Без при тоа да ги уништиме, навистина нежно, заради тоа што ви треба да бидат дополнителен воздушаст дел во смесата. Ја ставаме во калап за печење, обложен со хартија за печење, намастена секако, и ја печеме 35 до 40 минути на температура од 180 степени. На крајот послужете за некој убав крем и се гледаме за кратко. Едноставна емисија со едноставни игриви рецепти. Денеска избрав баш нешто што може да претходи на празниците кои ни следат. Ни следи тешка храна и обилни оброци. Затоа подгответе нешто лесно и едноставно како мојте балон пиши и заблажете се со лимон тортата. Утре и задутре ги прославуваме нашите празници Бадник и Божик. Јас ке се подготвувам за моите божикни бадникови рецепти, а вие останете ми дома, останете безбедни и во кругот на семејството. Почитувајте ги мерките кои се направени за наша безбедност, но задржете го убавото расположение и посветете се на семејството. Ние се гледаме веќе утре со бадниковиот рецепт.